8 е часот и 24 или 5 минути како сакате и се враќаме повторно во студиото на Алфа телевизија. Ова утро ќе зборуваме за дечињата. Секоја грижа за нашите дечиња, за нашите најмали и најмили е добре дојдена и корисна, се со една единствена цел тие да бидат здрави и среќни. Ова утро наш и ваш утрински гостин е доктор Ангелчо Андоновски, специјалист педијатар, со кого што ќе зборуваме за неговата книга Развојна патека кај децата. Доктор Андоновски, добро ви утро. Добро утро и благодарам на поканата. За прв пат сум во вашата телевизија и ми е многу драго. И нас ни е исто така мило што сте ни ова утро гостин. Пред да зборуваме за оваа ваша книга Развојна патека кај децата, еве јас така ќе ја покажам. Ќе има можност и еден наш гледач да ја добие, ама за тоа ќе кажеме подоцна. Би сакала за почеток да зборуваме за вашата прва книга, првиот прирачник за педијатри. Чина ми единствен, така? Така, единствен во Македонија. Прв педијатриски прирачник издаден од група автори, меѓу кои сум и јас, нели нормално. Успеавме да направиме еден вид на прирачник кој што означува прва помош за кај децата. Прирачник во кој што можат да најдат баш буквално за секоја болест или секој алармантен симптом кај своето сопствено дете што ќе се најде, па за да побарат соодветна помош. Беше доста време подготвуван, правен со љубов и мислам дека и успешно и неговата импликација во општеството, односно во користењето од страна на родителите е задоволително и се ден денеска се продава тоа. Оне што е повод за вашето гостување е вашата втора книга Развојна патека кај децата. Оваа книга имаше својата промоција, нели? Сега веќе за втор пат еве ќе ја представувате да кажам јавно. Оваа книга е наменета за дечиња од 0 до 7 години, поделена е на етапи, каде што кажувате убаво во детали и за менталното и за физичкото здравје кај децата. Како дојдовте до идеја да ја напишете книгата и за кого е се наменета? Сега, јас само сакам да кажам, додека си разговараме ние, оваа книга ќе може да ни се јави еден гледач, значи Развојна патека кај децата, за сите идни родители, за сите млади родители, па зошто да не и за баби и за дедовци. Може, апсолутно. Сите кои што имаат дечиња на возраст од 0 до 7 години, нека ги оставете ги вашите податоци во режија и ќе бидете добитник на оваа навистина корисна книга. Докторе, повелете. Да не зборувам јас. Да, секако не е никој проблем. Мислам дека сепак за да се создаде едно вакво дело беше потребно многу собран опит од една страна, но еден вид на страв кој што се колектира и треба да биде пренесен на родителите за да можат многу полесно да го поминат тој период кој што следува у секој развој на нивното дете. Она што е повод за оваа книга, првично ќе кажам дека беше од лично нели доживување, од свој личен момент со моето синче кој што нели долго време не можеше да говори на некој начин, па се успеавме со огромна борба да стигнеме и да сето тоа се реализира да влезе во добар тек. Така да не сакав и родителите да го поминуваат целиот тој момент кој што јас го поминав нели нормално со моето семејство, да на некој начин таа борба биде пренесена буквално во една книга, односно да се сето тоа изреализира и да се дадат првичните насоки на секој родител што треба да препознае кај своето дете за да може да се јави што побрзо на лекар. Како лекар, како педијатар во Заводот за ментално здравје за деца и младинци, каде што постојано се работи со полна пареа. Тоа е завод кој што работи многу децени назад и работи со цел свој тим. Имаме проблем во денешното време со менталното здравје кај децата. Од каков карактер, ќе ви кажам дека веќе се измешани многу диагнози. Само ќе кажам дека актуализирањето на недостатокот на експресивниот говор, на моментот со појава на АДХД, со АДД успорување кај децата, дури и со аутизам ќе ви кажам дека буквално веќе не е табу тема, не отстапуваме од светската инциденца, дека во Македонија аутизмот е реалност и родителите тешко го прифаќаат сето тоа, но таа е таа реалност. Токму поради таа причина,
со тој цел опит и цело тој искуство со мојот тим кој што работам во Заводот за ментално здравје, произлези оваа книга која што на некој начин е патека за развојот на детето во секоја етап. Да, од 0 до 7 кажавте. Да ги кажеме сега етапите од 0 до 7. Така, етапите. Родителите и на сите ќе биде буквално оние кои што го подигаат своето дете, па дури дедовците и бабите сигурно нека ни помагаат тие кои што имаме, нели, дедовци и баби. Кои што ги чуваат дечињата. Кои што ги чуваат дечињата, имаат простор да прочитаат во одредена возраст на нивното дете или внуче како и што треба да има и што треба да се развие. Поделена е во 6 етапи, ќе ви кажам, од нормално зависно од возрастна, но се 6 етапи кои што ние треба да ги следиме во неговиот развој. Тоа е буквално првичната етапа каде што се следи грубата моторика, па фината моторика, па перцепцијата, па интелектот, па говорот и на крај доаѓаат оние социо емотивни конекции, односно развојот на детето во тој правец. Ова е за психичкиот дел. Тоа е буквално за секој тој дел кој што следува психичкиот негов развој. И го делиме во неколку етапи од 0 до 3 месеци, од 4 до 7 месеци, од 7 до 12, од 12 до 17 месеци и после продолжуваме 24 до 36 месеци и понатаму е во годините. Во секоја година, односно во секој месец, тој организам, тој детски организам, тој мозок детски посебно се развива и внимателно треба да внимаваме на одстапките кои што се случува. Јас ова морам да го објаснам многу попластично, дека буквално во прирачникот не треба слепо да се следат сите насоки, бидејќи секое дете малку поразлично, па има предност месец или месец нанапред или месец наназад, односно околу стапката, но сепак треба да се следат баш буквално тие параметри, бидејќи тие се направени како еден вид наша скала, која што ние треба да ја следиме и да знаеме точно во каква фаза се наоѓа нашето дете. Тоест, дали нашето дете е доцни или нашето дете е напредно. Обично, кога е проблемот и кога ни се јавуваат родителите кои ќе видат дека нивното дете нема развиен говор. Тоа е веќе модерна, но... Дали отприлика до која година? Значи, буквално до 2 години ние на некој начин можеме да внимаваме, но ако не се движи според патеката која што е запишана, бидејќи тоа дете во самиот старт од 0 до 3 месеци треба да покаже свое мрмкање и така натаму. Гугање, како го вика? Да, од мрмкање и мрмење и гугање, од 4 до 7 месеци да ни покаже веќе некој си свој говор што си го има или не самиот она во својот свет, нели како е, до формирање на првите зборови кои што може да ги каже мама, тато, баба, нели тие слогови, тек тогаш да видиме детето наше и ќе го најдеме нели тоа во прирачникот дали и во кој степен е развиен. Обично родителите реков дека с кога се јавува дека оној момент кога ќе нивното дете нема да има говор или многу слабо ќе ги кажува зборовите или ќе врзува реченици, значи воопшто нема да има, односно многу мал фонд на зборови. Тука обично доаѓаат, се јавуваат, треба се јават првично кај својот матичен лекар, па подоцна доаѓаат нели во Заводот за ментално здравје кај деца и младинци. Да ви кажам дека цела Македонија буквално е во тој завод и ние работиме постојано нели со сите деца од цела Македонија. Кога станува зборот за менталното здравје, дури можам да кажам и третманот на епилепсија и одредени заболувања кои што може да ги третираме и ние. Прирачникот можам да кажам дека буквално е еден вид на помагало, како што реков дека да ги споменеме подоцна и физичките етапи. Физичките, да, ќе ги спомнеме. Буквално не водат во правец како што ние да превземеме, значи во одреден момент. Значи ако гледаме дека навистина има таков проблем, веднаш знаеме каде да се јавиме. И тоа е првичната насока. Околу физичкото здравје, буквално фатено оној дел каде што навистина се кажува правилната исхрана на детето, моментите на неговиот физикус, што треба да поседува, што треба да има во одредена возраст, висина, се, баш буквално како што е распоред. Тоа е многу лесно нели да се раководи. Нормално ќе кажам дека родителите не треба да ги остават своите деца, него треба да ги носат задолжително на оние мерења, на систематските прегледи, на давање на вакциналниот календар и да се следи и така натаму да не дојде до појава пак на епидемија кој што се појава од тасипаниците, нешто све имаме секоја година. Актуализирањето и на вакциналниот момент е многу битен.
поради проста причина дека од вакцинацијата се имат искоренето мноштво на болести секаде во светот, не само кај нас, но еве трендот што ни покажуваш, имавме проблематика околу вакцината, требаше да се подигне доста, родителите беа скептици околу одредени вакцини, ќе кажам и со право, не можам да кажам и сепак и јас и вие сме родители, но ете сето тоа веќе е надминато на некој начин и треба да се има навистина доверба во тој дел, барем за оние вакцини кои што се сега актуелни, кои што се работат според вакциналниот календар. Она што сакам да кажам и да им посочам на сите родители е дека слободно може да се обратат секогаш по секој пат за помош, кога станува збори кои ќе видат кај своето дете. Отстапки од овие етапи кои што ги имаме во книгата. Така. Еве јас ќе кажам дека сум достапен постојано, 24 часа, немам никој проблем за да одговорам и за да можам да помогнам и да го дадам својот допринос, бидејќи јас сум го поминал сето тоа. Истиот пат и не сакам да и другите родители нели го потешко го поминат пат, туку малце полесно, нели така. Докторе, за сите оние заинтересирани, кажавме, млади идни родители, баби и дедовци, каде може да ја најдат вашата книга? Книгата се наоѓа во книжарницата Авогадос, да, и тоа може да иде и онлайн продажба, нели буквално во Авогадос, може да им се испорача на домашна адреса, секако дека се работи нели во работното време во кое што може да ја порачаат. Сега ќе биде достапна и во книга.мк, нели како на основен сајт, и така нели се заложуваме постојано да биде достапна многу полесно до секој што ќе ја побара. Бидејќи е сепак корисен прирачник нели за сите млади родители, повторно ќе кажеме баби, дедовци, за сите оние кои што имаат дечиња на возраст од 0 до 7 години. Оно што сакам да позборуваме малку, тоа е телемедицина. Се за деца. Тоа е новина во светот и новина кај нас. Вие сте единствени во Македонија кои што имате телемедицина, се за децата .мк, значи онлайн. Ајде малку да ги информираме нашите гледачи за каква телемедицина станува збор. Ова е новитет. Еве јас не знаев, слушнав пред малку од вас. Кажете ни да им кажеме на нашите гледачи што е телемедицина. Ајде вака кажам, комплицирана работа не за нашиот народ, е токму ова. Ама многу корисна и практична во ова денешно време кога што сите живееме со овие телефони. Апсолутно, постојано сме. Јас ќе кажам дека тука малку само ќе се навратам наназад, дека екранизацијата кај децата допринесува да се појават многу голем проблем. Значи, постојаната конекција нивна со телефоните и со телевизијата ни го успорува нивниот раст и развој. Само тоа ќе кажем и ќе забележам и ќе кажам на сите родители да што помалку ќе апелирам, да што помалку ги користат и им даваат телефони за да буквално нели бидеме слободни ние како родители може да си ја вркаме работата, да им даваме тоа, него да го тоа замениме баш тој слободен период кога може да има игра, постојани конекција. Ајде, докторе, сега да ве прашам, еве, бидејќи доаѓате мала дигресија од телемтема ќе се вратиме, бидејќи некако така ми се наметна прашањето како да ги одвратиме нашите деца од телефони. Еве имаме ние деца на иста возраст, синови, поголемите. Тие се нон-стоп, спортисти се, ама додека се дома, додека се, да кажам, додека не спортуваат, се нон-стоп на телефон. И помаливе. Значи, како да ги одвратиме од телефоните? Се навратам на едно време во дамнеш, нели како ја кажем, минато, кога што телефоните не беа толку достапни на секој нели да ги користи, а сега се веќе како нели еден вид на играчка, нели само помагал. Нас не спречувале, бидејќи немало телефони, не ни кажувале ни да користиме телевизија имаше тогаш, но тогаш имаше игра. Сега таа игра нема. Моментот кога ни се појави ковидот како епидемија, нели, светска и така натаму, ни наложи да таа социализација биде сведена на нула ниво, нели, каде што се изгуби конекциите меѓусебни, па и дури ние ќе кажеме сега за да отидеш некаде на гости, се најавуваш не знам колку напред време, па се појави. Не може секој да се резервира термин за да се отидеме да се посетиме така. Што е она што треба ние да го направиме? Тоа зависи од нас. Значи, како што пред малку реков дека можеме да им го ограничуваме времето, нели, буквално за користење на телефони, не можеме да ги буквално да ги отстраниме од нив, бидејќи им се и потреба, веќе и помагало, можем да кажам, можеме да им го намалиме времето на користење. Тоа треба да го постигнеме само ние. Ние со разговор, буквално како родители, да им кажуваме што се може да се случи. Тие се разбирливи и разбираат што може се да се случи, дека секоја она глупост која што ја гледаат во оние телефони, ја ги
ја ги веќе нареков децата, ги крстив. Како мој збор го дадов, нели, нивната дефиниција, они се YouTube генерација и они гледаат и следат се на YouTube и може да ти каже баш буквално тоа дај ќе го направиме заедно, дај мамо тато види на YouTube, дај ќе го направиме и ние, затоа зашто знаат какви се достапни се информации, но буквално зависи од нас. Нашиот говор, нашиот разговор и да му внесеме многу нешто поинтересно што тој не може да го има ниту на училиште, ниту во некаква си дружба со другарчињата на покрај, нели, кај што се играат и така натаму. Треба да му најдеме интересни работи, интересни игри, па можеби патување и така натаму, се со цел помалце, буквално спортот ќе го спомнам тука дека е многу битен и важен, дека навистина спортот им дава и правец и во животот и како дисциплина и како се. Можеби јас ќе кажам многу мина не пошлен во војска, но сепак, нели, и спортот е еден вид на дисциплина кој што баш буквално ќе ги врати, ќе ги внесе во некакви си рамки кај што ќе може да имаат голем почит и она што треба да ги направат подобри луѓе за да биде и нашата иднина, нашата држава добра. Сега да се навратиме на она што ве прашав претходно, тоа е телемедицината, бидејќи сакам и за неја да проговориме, а времето ни е веќе некаде уште 5-6 минути имаме до крај на разговорот. Времето брзо минува. Брзо минува со вака одличен соговорник како вас. Благодарам. Значи, ќе кажам, пак ќе го се повторам дека навистина новитет, но народот се уште или луѓето се уште не можат да знаат како да сето тоа функционира и дали тоа е вистинското, па го барат, нели, првичниот пристап, односно се појават и да дојдат кај лекар, нели, во ординација. Модерните општества веќе тоа го надминале и буквално на нив им треба информација веднаш и сега, можам да кажам, и баш поради таа причина која што јас следејќи го тој тренд, светскиот тренд како се движи, токму и се одлучив на ваков чекор за прв пат во Македонија да направам сајт телемедицина во областа на педијатријата. Сајтот ќе кажам дека содржи прекрасни информации, содржини кои што ги нуди, постојано секој дневно најновите вести во педијатријата ги имаме во рок од 8 часа, нели, на самиот сајт. Може да се прочита буквално се што го интересира еден читател кој што ќе влезе првично на сајтот или што ќе му биде потребно било каква информација. Можам да кажам дека што добиваат корисниците? Да, корисниците добиваат по пакети се распределува, значи зависно колку ќе сакаат да користат, колку прегледи ќе сакаат да користат и така натаму, такви пакетите се направени. Како функционира ова апликација? Значи буквално на самата апликација, односно кој се влезе на самиот сајт, има момент како буквално во мој термин да си закаже термин кај одреден лекар кој што сака. Сајтот содржи 4 експерти, односно 4 стручни лица кои што се од областа на педијатријата, на дерматовенерологијата, гинекологијата и физијатријата. Односно сето она што е поврзано со добар развој на правилен развој на детенце, односно иследење дури на бременности и така натаму и така натаму. Односно и ова се случува онлайн. Се случува онлайн. Како? Буквално кој ќе си го закажат својот термин, нели, нормално, морам пак да кажам дека таа брза информација чини и нормално дека се плати, зависно ако сакаат единствен влез, тоа е негде околу 10 до 15 евра, можам да кажам, нели, кај што ќе можат да влезат и ќе бидат буквално ќе добијат 10 прегледи. Тие прегледи се онлайн прегледи. Тоест, со докторот закажува термин, докторот си го одобрува терминот и може дури и веднаш. После тој стапен контакт со лекарот, од кој ќе добијат консултација, дури можат и да побарат од самиот лекар да веќе си имат и друг вид на комуникација во врска со сите оние корисни информации кои што следуваат понатаму или водење и следење на еден пациент. Каде е моментот и брзината? Значи секој човек или родител кој ќе се јави буквално на сајтот ги дава анамнестичките податоци. Дури може да аплодира, нели, крвната слика, значи која што ќе биде погледната веднаш од страна на професионалецот кој што ќе работи тој ден или тој момент на случајот, ќе добие вистински правец и насока или ќе добие дури терапија. Брзината на она што се добива преку тој се буквално можеме да знаеме за секој дете или секој пациент за каде е буквално кај треба да се јави. Дали ќе треба да дојде на вистински преглед кај својот матичен лекар да го насочиме за да добие таква терапија која што ќе препорачаме ние или неговиот матичен лекар, дали се работи за хоспитализација, па ќе го испратиме, нели, да биде хоспитализиран, дали ќе треба да дојде за одредена дерматолошка промена кај лекарот кој што ќе го сработи со тоа дерматовенеролог и така натаму, физијатарот доколку има проблеми со коленце, кичма и така натаму, значи буквално за секој е наменето кој што сака во кратко време да добие правична информација и вистински преглед. Каде понатаму, така? Каде понатаму.
Докторе, ви благодарам на вистина за сите овие информации. Повторно ќе кажам, развојна патека кај децата. Ја доделивме веќе, сигурно се има јавено гледач кој што се ги оставил своите податоци во режија. Сосема накусо и сосема за крај. Ваш совет до сите оние кои што не гледаат во моментов, како доктор и пред се како родител и како човек. До сите млади и идни родители, и баби и дедовци, кои што не ги чуваат дечињата на возраст од 0 до 7 години, меѓутоа нека биде и до 18, бидејќи сепак вие сте специјалист педијатар. Па ние ги чуваме доживот, не ги кажам, нели своите деца. Токму максимата се за децата произлезе од еден период кога бев и како прв човек на детската болница Козле. Се за децата е токму логото, максимата, идејата, определбата која што ме води понатаму. Нека и родителите прават се за своите деца, нека буквално им посветуваат внимание. Како во делот на физичкото здравје, така и во делот на менталното здравје. Ние навистина треба да размислуваме понатака и да гледаме многу потрезено дека сме сведоци дека нашите деца доколку не се правилно развиени, дека не нудат и вистинска иднина и на самото општество, а камоли на самите себе си, и тоа значи еден огромен проблем на нашето општество, буквално, а не само на едно семејство. Ќе кажам, сакајте си ги своите деца, борете се за нив, правете се за децата. Тоа е она што можем да го кажем. Така и ќе го завршиме овој разговор. Значи, правете се за вашите деца. Ви благодарам за гостувањето.